Господине Стилковски, во вашата изјава во однос на Министерката за финансии денеска предизвика низа од реакции, особено од страна на форумот на жени и други невладени организации, кои што вашата изјава ја оценија како шовинистичка, сексистичка и навредлива кон жените. Што сакавте да кажете со тоа Нина е групировка и Џирло девојка? Видете вака, мојот став не се однесуваше на министерката, туку се однесуваше на Зоран Заев. Да појаснам, никогаш не сум промовирал сексистички ставови, ниту се дел од мојот карактер, од мојот светоглед. Напротив, реагирам на пресконференцијата на која што Зоран Заев како премиер ја злоупотреби Нина, новата министерка, да го презентира по само 2 дена на таа функција ребалансот кој што не е нејзин, при тоа представувајќи ја и во подчинета ситуација под него, да не ја дозволи да одговори ниту на новинарско прашање, барем она што го видов на преносот што одеше на 24 вести. Апсолутно сметам дека е ова само едно извртување, еден спин, една изјава која што ја представува реалноста, тоа е дека постои една подчинетост, едно однесување на Зоран Заев кон Министерството за финансии кој што го киднапира и очигледни се неговите намери да не ги дигне рацете од него. Меѓутоа, вие Нина ја нарекувате групировка и Џирло девојка. Сепак тие се квалификации кои што се однесуваат веројатно на неа. Значи, дел од здруженијата побара извинување. Дали ја веќе се извините? Еве, одма ќе ви кажам. Групировка е само една несреќно именување изведено од незината претходна работа, од незината компанија која што не е ниту граматички, ниту македонски точна, туку е напротив една скопска изведенка од тоа. Дали било групировка или било груперовка, не беше таа намерата. Џирло девојка всушност, за оние што не знаат, Џирло девојка е основата на она што денеска се нарекува Али Експрес трговија преку интернет. Во тоа време немаше интернет, кога се појави телемаркетингот во Република Македонија на ниво на Република Југославија, постоеше тој Џирло производи кои што се рекламира преку убави женски и тела, и манекенки, и фотомодели кои што ги рекламира производите. Во овој случај, апсолутно, токму за тоа и реагирам. Тоа е моето посочување на сексизмот на Зоран Заев. И ја злоупотребува Нина, новата министерка, да го представи неговиот ребаланс, при тоа не дозволувајќи ниту да одговори на новинарско прашање. Тоа беше мојата намера. Не беше намерата воопшто кон сексистичко промовирање на ставови. Сметате дека нема за што да се извинувате? Ако треба јас да се извинам за тоа што се извитоперени моите зборови, тогаш, еве, ако некого сум довел во заблуда со тоа што застанав, ајде условно кажано, во одбрана на Нина како лице, не како нова министерка за финансии, тогаш да, жалам, доколку некој погрешно ги разбрал моите зборови.